За Универзитетот отворено. Почитувани слушатели и драги пријатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во новото издание на емисијата За Универзитетот отворено. Денешното издание го посветуваме на одбележувањето на Светскиот ден на науката за мир и развој, 10 ноември. На Универзитетот неколку активности, слушнете за нив повеќе по музичката пауза. Svegde okolo nas ljubav jeftina, soraka prosjačka i mantil iskinat. No moja take traje, sve duri sum živ. Tvoj to ime daje, moj posleden zdiv. Ako ne te sakam, zašto mi je maka, koga noć ke padne i ke mi pomine bez tebe. Ako ne mi trebaš, toga što mi pravi, koga ke me gušneš, svetla toplina vogradi. Ako ne te sakam, zašto boli vaka, se koji Boži den, što ke mi pomine bez tebe. Ako ne mi trebaš, zašto suša, ti mi ostavaš vo duša, koga i da zamineš. A svega odete si site, sakam da sam sam, ne bi me razbrale, ni da vi objasnam. Ve imam kako svoji, no mi fali jedno lice, zokrijeno ovo moj to neprodzirno srce. Ako ne te sakam, zašto mi je maka, koga noć ke padne i ke mi pomine bez tebe. Ako ne mi trebaš, toga što mi pravi, koga ke me gušneš, svetla toplina vogradi. Ako ne te sakam, zašto boli vaka, se koji Boži den, što ke mi pomine bez tebe. Ako ne mi trebaš, zašto suša, ti mi ostavaš vo duša, koga i da zamineš. Ako ne te sakam, zašto mi je maka, koga noć ke padne i ke mi pomine bez tebe. Ako ne mi trebaš, što mi pravi, svetla toplina vogradi, koga ke me pregrneš. Se koji Božji den, što ke mi pomine bez tebe. Ako ne mi trebaš, što mi pravi, svetla toplina vogradi, koga ke me pregrneš. Ako ne te sakam. Со динамизирана афирмација на науката, со целосно отворање на универзитетот кон поединци и организации кои се занимаваат со наука и истражување, со прогласување на најдобрите научници на UKLO на свечената седница на Комисијата за наука и меѓународна соработка, универзитетот во петокот го одбележа Светскиот ден на науката за мир и развој, прогласен од УНЕСКО 10 ноември.
На овој ден се размислува за важната улога што науката ја има во нашето секојдневие. Историски гледано, одлуката за настан, што ќе одбележува вткаеноста на науката во општеството, беше една од позитивните одлуки на Светската конференција за наука, што во 1999 година се одржа во Будимпешта. По 2 години, во 2001 година, УНЕСКО го прогласи 10 ноември за Светски ден на науката за мир и развој, а настанот за прв пат во светски рамки се одбележа во 2002 година. Од тогаш до денес манифестацијата генерираше многу специфични проекти, програми и финансиска поддршка за науката широм светот. Како што кажавме, Светскиот ден на науката за мир и развој има за цел и да ги поттикне граѓаните да се информираат за развојот на науката, а ја нагласува и улогата на научниците во проширувањето на нашето разбирање, на нашиот планетарен дом, како и во напорите кон што поодржливо општество. Оваа година Светскиот ден на науката за мир и развој се одбележува под мотото градење доверба во науката. Именно, како што нагласуваат од УНЕСКО, улогата на науката во обликувањето на нашата колективна иднина може да се исполни само кога верувате во науката. Довербата во науката го поттикнува развојот и примената на решенијата засновани врз докази за повеќе слојни предизвици во нашиот свет. Довербата во науката е комплексно прашање. Тоа влијае на начинот на кој работат научниците и начинот на кој науката се перцепира во општеството. Исто така, зголемувањето на довербата во науката ги зајакнува одлуките во политиката заснована на науката и поддршката на општеството за нивната примена. На свечената седница на Комисијата за наука и меѓународна соработка на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, ректорот професор доктор Игор Неделковски на почеток се задржа токму на причините за разнишаната доверба во науката, а потоа зборуваше и за конкретните напори што ги прави Универзитетот за науката да си го најде вистинското место, не само на Универзитетот, туку и во општеството. Пренесуваме акценти од неговото обраќање. Довербата во науката ги разнишана. Ковидот беше најдобар пример кога имавме квази наука, псевдонаука, лажни вести. А една од причините е затвореноста на научните установи. Затвореноста на универзитетите секаде во светот. Затоа УКЛО е свесен дека не може да функционира сам за себе, надвор од заедницата. Дека има многу поединци и невладини организации или предпријатија, не е битно во кој облик се регистрирани, кои што имаат сериозни научни резултати, кои реализираат крупни проекти, често пати и поголеми и подобри од оние што ги реализира универзитетот, а ние, таквите организации и поединци, не можевме да ги вклучиме во нашиот универзитет. Затоа се одлучивме на овој проект, за кој беше потребно да направиме серија измени во нашите акти, која конечно се случи на 30 септември оваа година со усвојување на новите правилници од Сенатот и се отвори вратата да ги поканиме членовите, заинтересираните да се приклучат кон УКЛО мрежата. Ова е прв чекор. Повикот за приклучување кон УКЛО мрежата ќе биде постојано отворен. Наскоро ќе биде и на англиски јазик, бидејќи добивме информации дека има заинтересирани наши пријатели, соработници, кои што не се македонци, кои соработувале со УКЛО, не го владеат македонскиот јазик, но сакаат да се приклучат. Денеска од оние 15-тина организации и поединци кои ги примивме во УКЛО мрежата, ги поканивме 6 кои беа највисоко рангирани од комисијата која ги вршеше евалуацијата на пристигнатите пријави.
3 организации и 3 научници поединци. Со вашето пристапување кон укломрежата, не само што ви должиме голема благодарност за тоа што покажавте интерес, туку ви отвораме врата буквално да ги уживате скоро истите права и обврски како сите вработени на универзитетот. На свечената седница се подпишаа меморандуми за соработка со првите членови на укломрежата. Тоа се доктор Горан Петровски, доктор Јован Стефановски, доктор Петар Абрамовски, како и Издруженијето на граѓани за унапредување на развојните процеси Пролокал, Центарот за научно истражување и промоција на културата Хаемус и Издруженијето на граѓани Медицински истражувачки центар. По музичката пауза ќе ги слушнете изјавите на дел од нив. Останете со нас на 90,8 МГц. Толку убава, толку сладко зборуваш, но брзо ти се менуваш. Толку непредвидлива, стварно ме полудуваш, кога не ме разбираш. И само тоа го можеш ти, денес си една, утре друга, па те мразам, па те љубам. Само тоа го можеш ти, само тоа го можеш ти. Денес одиш, утре бегаш, го сакаш тоа што го немаш. Само тоа го можеш ти, само тоа го можеш ти, само тоа го можеш, можеш ти, само тоа го можеш, можеш ти, само тоа го можеш, можеш ти. Само тоа го можеш, можеш ти, само тоа го можеш, можеш ти, само тоа го можеш, можеш ти. Кажи како да те разберам, ако не ми зборуваш. Јас не можам мисли да ти читам, ниту да те променам. Само тоа го можеш ти, денес си една, утре друга, па те мразам, па те љубам. Само тоа го можеш ти, само тоа го можеш ти. Денес одиш, утре бегаш, го сакаш тоа што го немаш. Само тоа го можеш ти. Сакам тоа што не си иста како другите, што треба да се борам јас за тебе. Само тоа го можеш ти, денес си една, утре друга, па те мразам, па те љубам. Само тоа го можеш ти, само тоа го можеш ти. Денес одиш, утре бегаш, го сакаш тоа што го немаш. Само тоа го можеш ти, само тоа го можеш ти. Само тоа го можеш ти, денес си една, утре друга, па те мразам, па те љубам. Само тоа го можеш ти, само тоа го
Како што кажавме претходно, на свечената седница на Комисијата за наука и меѓународна соработка на Универзитетот Свети Климент Охридски, што се одржа на 10 ноември на Светскиот ден на науката, се потпиша меморандуми за соработка со првите членови на УКЛО мрежата. Тоа се Горан Петровски, доктор Јован Стефановски, доктор Петар Аврамовски, како и Сдруженијето на граѓани за унапредување на развојните процеси Пролокал, Центарот за научно истражување и промоција на културата Хаемус и Сдруженијето на граѓани Медицински истражувачки центар. Станува збор за поединци организации активни во заедницата, науката и истражувањата, кои можат да бидат носители или партнери во проекти. Новите членови во научното семејство на УКЛО искажаа благодарност и поддршка за иницијативата на универзитетот да ги обединува научните потенцијали и укажа уверување дека нивната истражувачка вклученост ќе добие дополнителна вредност преку поврзувањето со научните кадри од УКЛО. Еве што кажа дел од нив. Доктор Петар Аврамовски. Моето минато е доста богато со плодни трудови, предавав на ветеринарниот факултет на Високата медицинска школа и сум почестен од иницијативата на ректорот што најде начин да ги сплоти сите оние кои пишуваа нивните трудови, остануваа само на видни еминентни страни, а не беа ставани на репозиториумите на факултетите. Со оваквата можност моите трудови ќе се обелоданат и на мрежата на УКЛ, така да може да ги видат сите оние кои се припадници на таа мрежа и на тој начин нашите импакт бодови, односно вредноста на списанието ќе се објавени, ќе можат да придонесат да УКЛ стани и да напредува во својата ранг листа. Тоа очигледно беше со оставањето на многу трудови, затоа што УКЛ не беше близко до УКИН, беше за Типскиот, како не се лажам, а сега веќе стигна до УКИН. Значи се гледа одма напредокот по тоа што се овозможено да се ставаат овие трудови. Чест ми е што бев избран и ќе продолжам понатаму со пишување на трудови. Најповеќе се гордеам со трудот што досега гарантирам ниту еден македонец нема напишано и на Балканот. Тоа е трудот во еминентното списание The Lancet за медицина, кое е рангирано во првите 5% најјаки списанија во светот. Таму имам авторски труд. Мојата студија за испитување на крутоста на артериите ги побараа тие резултатите од мојата студија и ги преклучија во една мултицентрична студија, така да сега кога ќе напишеш Македонија The Lancet или моето име или УКЛО, ќе се појави заедничка врска. Значи стапивме со една врска и со најеминентно списание. Магистар Василка Димитровска, директор на Хаемус, Центар за научни истражувања и промоција на културата од Скопје. Ние сме граѓанска организација која што интензивно се занимава со научно истражување, со менеджмент, промоција, популаризација и интерпретација пред се на нашето македонско наследство и навистина сме почестени што повод меѓународниот ден на науката прогласено од УНЕСКО сум овдека во Битола како представник на Хаемус да потпишаме меморандум за соработка, кој што сметам дека ќе биде навистина од многу големо значење, не само за нас како организација, туку и за самиот факултет, како што веќе ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола кажа дека тие практично се отвараат како универзитет кон многу субјекти, од кои што еден од тие субјекти се и граѓанските организации и нас ни представува особена чест и задоволство што сме дел од овој промотивен и свечен чин овдека. Во однос на заедничките проекти, нашата соработка допрва, почнува и се надевам дека ќе се развива со еден интензитет со оглед на тоа што ние веќе сме вклучени во неколку големи европски проекти од програмата на Creative Europe и би сакале овој тип на соработка да ја продолжиме и со универзитетски кадар кој што е соодветен, особено во научните истражувања и промоцијата на нашето наследство. Јас сум Стефан Талев, доктор Стефан Талев и сум представник на Медицинскиот истражувачки развоен центар како здружение на граѓани кој што се бави доминантно со медицински проекти, истражувачки проекти во медицината и развојни проекти и активности во медицината. И при тоа ние често сме присутни на еден ваков настан, каде што уствари дојдовме и да подпишеме меморандум за соработка со ректоратот на УКЛО.
извонредна идеја на ректорот и ректоратот за проширување на сите соработници кои и тоа како може да ја подигнат и да придонесат во работата и во угледот и во рангирањето на универзитетот на светските научни нива. Значи, ова ја поздравувам идејата и имаме силна верба дека ова може да придонеси во производство на проекти, на научни проекти и во производство на такви резултати кои што сигурно ќе подобрат, надградат и подигнат и рейтингот и авторитетот на универзитетот. Ова сето го гледаме како еден иницијална каписла во развој на такви проекти, каде што во рамките на универзитетот и за овој регион на Македонија ќе се развијат во иднина такви капацитети, ќе се подобрат капацитети, ќе се развијат такви проекти и кадри кои што во иднина ќе преминат од едно граѓанско ниво, од граѓански институции во институции кои што би биле во состав на универзитетот, во состав на државните институции од медицината и кои што притоа ќе преминат, значи, во едно ниво на многу повисоко научно ниво и продукција на многу поинтензивни научни проекти од она што сега се работи во моментов во регионов и во градов и во регионов. Во медицината, јас доаѓам од всушност и дава една очекуваме да се надгради на ниво од невладини во владино, во институционално, едукативно, универзитетско ниво. Не само на проектите, туку и на институциите, така да се надевам дека во скоро, не во далечна иднина, би виделе и институции од типот на медицински истражувачки центри, од типот на генетика, значи истражување во правец на генетика. Еве тука малку ќе откриеме нашите правци на развој во кои што би сакале да произведуваме проекти, од типот на ткивно инженерство, значи регенеративна медицина, новитети во хирургијата во смисло на истражување и надградба на нови технологии во хирургијата кои што во светот се хајтек, па нешто да донесеме и тука. Имаме идеи, имаме планови, Боже здравје. Еве што кажа и Емилија Геровска, председател на Сдруженијето на граѓани за унапредување на развојните процеси Пролокал од Битола. Пред се сакам да изразам благодарност за оваа иницијатива, а потоа и за можноста ние да се приклучиме како организација на УКЛО мрежата. Ценам дека квалификацијата дека ова историски момент не е премногу, затоа што навистина е. Знае и ректорот, ние многу често соработуваме со универзитети од други земји и за жал таа можност не беше секогаш едноставно да се искористи со нашиот универзитет, затоа што имаше толку многу внатрешни процедури кои што го правеа процесот толку административно оптеретен, што за нас искрено поедноставно беше да се откажеме од соработката, отколку да инсистираме таа да се реализира. Во нашето досегашно работење, независно во кој формат, дали тоа било преку Пелагонискиот центар како јавна институција или како граѓанска организација, сега Пролокал, сме реализирале проекти, ако ги преточиме во вредност, над 6-7 милиони евра. И ми се чини дека таа маса на буџет за да се изработи, потребни се квалитетни луѓе кои што часови денови поминуваат зад компјутер. Секогаш бараме квалитетни истражувачи кои што ќе ни ги дадат точните и релевантни информации од терен. Убедена сум дека УКЛО има да понуди една сериозна база на луѓе кои што тоа ќе го направат, затоа што само со еден таков релевантен инпут ние може да адресираме проблеми кои што се во секојдневието и истите да ги решиме со најдобри можни решенија. Ти и јас исто мислиме, по очи познавам. Како да те чувствувам, по мисливе те допирам. Дали ти и ја ќе бидеме кој
На свечената седница на Комисијата за наука и меѓународна соработка на УКЛО беа прогласени најдобрите научници на универзитетот во учебната 2022-2023 година во 3 категории. За најдобар научник на УКЛО е прогласена професор доктор Анка Трајковска-Петковска од Технолошко-техничкиот факултет Велес, со вкупно објавени во академската 2022-2023 во првиот квартал на Скопус базата на податоци 5 труда со вкупен рейтинг 35,3. Второто место во категоријата најдобар научник го доби професор доктор Весна Антовска-Кникс од Технолошко-техничкиот факултет во Велес, со вкупно објавени во академската 22-23 во првиот квартал на Скопус базата на податоци 3 труда со вкупен рейтинг 18. Третото место во категоријата најдобар научник е за професор доктор Билјана Трајковска од Факултетот за биотехнички науки Битола, со вкупно објавени во академската 2022-2023 во првиот квартал на Скопус базата на податоци 2 труда со вкупен рейтинг 7,3. За најплоден научник на УКЛО е прогласена професор доктор Рената Петревска-Нечковска од Економскиот факултет Прилеп, со вкупно објавени во академската 22-23 година во Скопус базата на податоци 10 труда. Второто место во ова категорија е за професор доктор Анка Трајковска-Петковска од Техничко-технолошкиот факултет Велес, со вкупно објавени во академската 22-23 во Скопус базата на податоци 7 труда, а третото место во категоријата најплоден научник е за професор доктор Билјана Трајковска од Факултетот за биотехнички науки Битола, со вкупно објавени во академската 22-23 година во Скопус базата на податоци 4 труда. Пофалници во категоријата најплоден научник на УКЛО се доделуваат на професор доктор Весна Антовска-Кникс од Технолошко-техничкиот факултет Велес, со објавени 3 труда во Скопус базата на податоци, професор доктор Иванка Несторовска од Факултетот за туризам и гостителство Охрид, со објавени 2 труда во Скопус базата на податоци, и професор доктор Ангелина Станојовска од Правниот факултет Кичево, со објавени 2 труда во Скопус базата на податоци. Во категоријата најактивен научник се додели благодарница на професор доктор Дијана Блажековиќ од Факултетот за биотехнички науки Битола за реализација на бројни активности од кои дел референцираат кон веб порталите и базите на податоци на УКЛО, а пофалница му се додели на предавачот магистер Денис Арсовски за реализација на бројни активности поврзани со УКЛО. Наградите, дипломите, паричните награди и благодарниците ќе се доделат на свеченост по повод патрониот празник на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Со ваквите активности се зголемува и рейтингот на УКЛО на ранг листите. Во таа насока, ректорот Игор Неделковски на свечената седница на Комисијата за наука и меѓународна соработка посочи: Во минатата година, академска година, ранкот на УКЛО на Еду ранг од претходно 6-то место е на 2-ро место, веднаш зад УКИМ. Еду ранг е единствената ранг листа која покрај научната компонента ја вреднува и образовната компонента преку алумните на универзитетот. Тие имаат редок алгоритам каде што преку Википедија пребаруваат алумни на универзитетите и спрема нивните позиции во државите каде што се наоѓаат, доделуваат некои бодови по алгоритмот. Тука имаме голем исчекор. На другата база на која што се сите македонски универзитети, тоа е Webometrics, имаме напредок од 1000 места оваа година. Сме биле 5701 место во светот во 22, во 23 сме на 4786 место. Тоа е 5-то место во државата, но тука е главна екселенс. Значи, бројот на објавени трудови помеѓу 10-те најдобри во Скопус базата, и затоа ние покрај со овие награди за најдобри научници, веднаш по нова година ќе излезиме со повик за парични средства за доделување стимуланс на оние што во претходната година објавиле трудови помеѓу 10-те најдобро цитирани, а се со афилиација или коафилиација
УКЛО. Но веќе се приближивме до другите македонски универзитети и по овој критериум очекувам дека наскоро ќе избиеме на третото место. Има шанси, бидејќи беше огромна разликата. УКЛО минатата година стана првиот и засега единствен македонски универзитет кој е дел од Европска универзитетска алијанса. Што е Европска универзитетска алијанса? Европската унија се помалку ќе поддржува поединечни проекти, а се повеќе, зборам универзитетски проекти, се повеќе универзитети здружени во алијанси. УКЛО е првиот универзитет кој што е дел од алијансата Колорс, која некаде во таму пред почетокот на летото ни беше соопштено дека ни е одобрена за финансирање во наредните 4 години алијансата со буџет од 14 милиони евра за 9 универзитети од Европа. Во тој буџет, нашиот буџет е околу милион евра за УКЛО и тука очекувам сериозен исчекор, бидејќи има многу новини кои што ќе се нудат, а е исто интересно дека ова е втор повик, значи прв пат имало за алијанси пред 4 години, сите алијанси што тогаш биле одобрени, 80% добија за и наредните 4 години буџет од ЕУ, освен некои што не покажале резултати, па не ги финансираја. Значи овој е, ако некаде не погрешиме, е долгорочен процес. И минатата година, бидејќи денеска е нели ден на науката, го имавме и можеби на вистина историскиот чин во развојот на УКЛО. Првиот Нобеловец стана почесен професор на УКЛО, професор хонорис кауза, тоа е професор Ден Шехман од Технион универзитетот во Израел, кој што е редок чин за нашиот универзитет, велам, историски. И кон крајот да кажеме дека активностите поврзани со промовирање на науката на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола продолжуваат на 17 ноември со одржување на меѓународен научен собир на тема мултидисциплинарен пристап кон целите за одржлив развој. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот Отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Светковски, ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Не сум имал многу да ти дадам никогаш, само љубов како дете искрена, но не ти беше доволна. Туѓа си, веќе немам право да те имам. Туѓа си, колку години те чекав преку пат, да те сретнам некогаш. Среќна ли си ти сега кога носиш злато, или несреќна што на мое место туѓи длаки треперат? Тоа срце кому припаѓа? Ли си ти далеку од мене, мила, и спомени гребат како груба свила? Дали најде мир таму кај што од мене се скри? Пред мене кој добро ми те донесе на мојот праг, кога пројдов километри сосем сам, но веќе сам не спијам.
sum posakal, druga ni jedna. Srećna li si ti, svega koga nosiš zlato ili nesrećna, što na moje mesto tuđe dlanki treperat, to a srce komu pripada. Srećna li si ti, daleku od mene mila, ili spomeni grevat kako gruba svila, da li najde mir tamo kaj što od mene se Укло FM, Битола, ноември 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло FM, Битола.